Почитувани, македонската економија годинава ќе биде најслаба во регионот, а јавниот долг се зголемува и годинава ќе достигне до фантастични 53,4% од бруто домашниот производ. Растот на економијата според проекциите на Светска банка е многу под 3,2%, како што милуваше да каже Заев, и ќе достигне најмногу до 2,9% од бруто домашниот производ. Најмногу затоа што ќе следат ревизии и на оваа проекција. Почитувани, Светската банка удри нов врел шамар и ја потврди оценката 0, дадени од германската бизнис заедница за економските политики на Зоран Заев и неговиот криминоген клан. Ниту економија, ниту раст, ниту иднина може да се очекува ако Зоран Заев остане на чело на оваа влада. Заедно со Ангјушев и Тевдовски, оваа тројка за економско цунами, јавниот долг длабоко загазува над психолошката граница од 50% од бруто домашниот производ. Од Светска банка велат дека е важно задолженоста да се користи за она што ќе го забрза растот, но никој, ама никој во овие 2 години не гледа било каков развој. Почитувани, Светската банка оценува дека јавниот долг од фантастични 53,4% од БДП е реалност и пред нас. Па каде завршуваат овие пари? Пензиите ги скратија, инвестициите ги скратија, платите ги нема. Каде одат овие пари? Продуктивноста на работниците заостанува, вели Светската банка, додека се намалувала невработеноста. Тоа е само уште еден показател за погубноста на политиките. Работната сила или се иселува, или се натрупува администрацијата, што и власта го потврди пред неколку дена. Почитувани, владата троши на непродуктивни работи. Лошата фискална политика ќе направи јавните инвестиции годинава да потфрлат за 65% споредено со 2017 година и 10% помалку од рекордното ниска 2018 година. Јавниот долг за 2018 година е зголемен за плюс 415 милиони евра наспроти долгот во 2017. А Светската банка прогнозира уште поголем за оваа година. Задолженоста вртоглаво расте, а ништо, буквално ништо нема од реализацијата на капиталните инвестиции. Ништо не се гради, лопата нема низ државата, а сите не задолжуваат. И Зоран Заев и СДСМ и после сето ова ќе ве лажат како била поставена стабилна основа за раст, како имале успешни економски политики, се е раснело и производството, и извозот, и финалната потрошувачка. Ке даваат изјави со шлемови на глава во жолти елеци на некое градилиште, по теркот на комунистичките филмски журнали. Почитувани, сите во регионот го намалија јавниот долг, сите имаат повисока проекција на раст, сите се грижат за економијата, само криминогениот клан игра all-in во грижата за лично богатење преку тендери и договори за собствените фирми. Корупцијата е единственото нешто што ги интересира. Почитувани, ја девастираа државата, го понижија граѓанинот, ја распродаваат историјата, ја распродаваат иднината. Ова лудило, ова уништување мора да сопре сега и веднаш. Македонците, почитувани, повторно се борат за своите правдини и ќе се изборат. Прво на председателските и веднаш потоа на предвремени избори. Ви благодарам.